Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите. Вчера министерот за здравство Венко Филипче и раководството на општата болница Борка Талески од Прилеп и јавно признаа со какви проблеми се соочува здравствениот систем во Прилеп. Ништо ново и ништо непознато кога се во прашање овие луѓе. Наместо да се зафатат со конкретно решавање на работите и обезбедување на квалитетна здравствена заштита за повеќе од 100.000 граѓани од Прилеп и околните населени места, овие луѓе постојано го повторуваат истото. Недостасува ова, недостасува она, треба да се направи ова, треба да се направи она. А од реализирање на сето тоа, далечината е цели светлосни години, барем кога се во прашање овие луѓе. 100.000 денари плата за докторите нема. Нема вработување на нови доктори, здравствениот систем тоне, пациентите имаат се полоши услови за лекување. Закочен е проектот за реновирање на амбулантниот дел на болницата, проект кој беше готов и подготвен уште од претходното раководство. Кога веќе беше тука, Филипче имаше можност да се запознае со проектите кои ги реализираше министерот Тодоров и владата на ВМРО-ДПМН. За подсетување, во наше време беа вложени околу 30 милиони денари за набавка на нова опрема, вклучувајќи 4 ехо-доплер апарати во одделенијата на рентген и интерна урологија, оперативен стол со сателит светло, ехо-апарат за операционата сала на гинекологија, 5 пациент монитори, апарат за анестезија, дигитален мамограф и други работи. Ова установа доби комплетно нов возен парк со нови санитетски возила за службите на итната медицинска помош и домашно лекување. Раководството на ВМРО-ДПМН исто така комплетно ги реновираше сите болнички одделенија и операционите сали во болницата. Наместо сите овие проекти да продолжат, а граѓаните да добијат уште подобри услови за лекување, во само една година работите вртоглаво се променија. Кога СДСМ и министерот Филипче се во прашање, има време за делење на тендери во 4 очи, има време за вработување на партиски послушници, има време за се, освен за граѓаните и за нивните потреби. Овие луѓе се изгубени во просторот и во времето. А што да се очекува друго од луѓе кои по пат на сила се дојдени на власт? Токму затоа, ден поскоро, оваа расетничка власт треба да се замине, а граѓаните да го добијат она што го заслужуваат. Ви благодарам.